Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Пооднапред утврден редослед секој ден во текот на работната недела, екипа составена од лекар и медицинска сестра ги посетуваат целата во атерот на општина Карбенци. Така, уште од 2014 година, од кога почна реализацијата на проектот Рурален доктор. Екипата на докторката Милена Серафимова Митрова ја затекнавме во амбулантата во селото Крупиште. Тука од пред 5 години имаше докторка која што имаше земено амбулантата под концесија, работеше како рурален лекар. По истекувањето на договорот таа си заминала. Жителите се известени за нашата работа и ако имаат потреба доаѓаат. Тие што не можат ги посетуваме во нивните домови, вели докторка Серафимова Митрова. Претежно се лица со хронични болести, доаѓаат најчесто за превентивни прегледи, мерење на крвен притисок, гликемија во крвта, холестерол во крвта, консултирање околу терапијата за болестите кои ги пијат, исто така значи давање и аплицирање на ампуларна терапија. Ако во текот на денот се појави некој проблем, значи доаѓаат овде исто така за преглед, правиме ЕКГ, значи ако се жалат на тегоби. Жителите на општина Карбинци со поделени мислења околу ваквиот начин на пружање на здравствени услуги. Едни сметаат дека имајќи го во предвид бројот на жители и старосната структура, овој начин е добар. Други пак велат дека лекар секојдневно мора да има. Населението не би требало да има редовно. Сега треба доктор да има обавезно неделот, еден ден. Треба да има постојано доктор амбуланта. Оти не можеме ние да одиме на Штип со патрити по автобус да се движиме таму. Да има стално кој ќе се разболи да се оден доктор, не чака, кај ќе оден автобус по Штип да се метеде. Имаше нешто, имаше тие старците повеќе колата, има некои старци и че не можат. Наравно плаќате такси, носите ги Штип лекар. Дека здравствената заштита на жителите на општината мора да се подобри, смета и градоначалникот Јордан Насев. Во делот на здравствената заштита како градоначалник може да кажам дека не сме задоволни, бидејќи во моментот имаме 8, односно 7 амбуланти кои што се релативно во добра состојба, значи опремени, меѓутоа не ни една во функција немаме доктор. Со поранешната власт кој што го воведе принципот на матичен доктор, поголем дел од населението од општина Карбенци си добија матичен доктор во Штип, така да интересот за земање под концесија на некој од овие 7 амбуланти немаше интерес, што значи дека нашите луѓе се принудени повеќе од 20 на километри секојдневно да патуваат во градот Штип. Руралните доктори сметаат дека ваквиот начин на пружање на здравствена заштита не секогаш и секаде е ефикасна. Тие може да издаваат рецепти, но не секоја аптека ги прима и кој е ефектот од нив ако првата аптека е на 20 километри од нивното населено место. Министерот за здравство Венко Филипче најави унапредување на здравствената заштита во руралните средини. Веќе е скенирана состојбата и се работи на програма. Имплементирање на нов модул на Paramedics, а тоа ќе биде еден сервис кој што ќе им биде достапен на граѓаните во нивните домови како надградба на сегашниот систем постоечки на патронажниот сервис, кој што би се проширил не само за трудниците и дојлките, туку и за постари луѓе. Дали решението ќе биде рурални лекари во рурални амбуланти, мобилни аптеки по руралните средини, ќе треба да покажат најавените анализи, но едно е јасно, жителите и во руралните средини мора да добиваат соодветна здравствена заштита. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.